Здраво сите, добре во новата епизода на Are You Scared Supernatural. Денес ќе се обидиме да совладаме една од најголемите мистерии на Америка, исчезнувањето на колонијата Роanoke. Мислам дека многу од вас имате слушнато за ова, а за тие што нема да слушнато, мислам дека е крајно време да влеземе во содржината. На 8 мај 1587 година, приближно 120 доселеници ја напушти Англија и отпловија до островот Роanoke, во близина на брегот на сегашна Северна Каролина, пристигнувајќи некаде во јули 1587 година. Гувернерот на новата преселба на Роanoke беше Џон Вајт, истражувач и уметник. Имаше неколку мали напади од локалните индијанци во текот на првиот месец, а колонистите наводно очено сакале Џон Вајт да се врати во Англија и да земе повеќе залихи за нив, како што се храна, алатки и повеќе луѓе. Така на 25 август 1587 година, само еден месец по пристигнувањето, Вајт отплови назад во Англија за да собере резерви, оставајќи за себе 115 колонисти, 87 мажи, 17 жени и 11 деца, вклучувајќи неговата ќерка Еленор Вајт Дер, која што го родила ќерка, внуката на Вајт, Вирџинија Дер. Првото бебе родено во Северна Америка од англиски родители. Малку тука да покрием историскиот аспект од овој случај, односно да кажеме, вака например да ја спомнеме фамилијата на овој Џон Вајт, кој што бил главен на племето Роanoke, која што ние денеска во центарот на оваа дебата во оваа епизода на Are You Scared. За жал, тајмингот на Вајт беше лош. Англија беше на прагот да влезе во војна со Шпанија, која имаше особено силна армада и тој не можеше да се врати до Роanoke некое време. Тоа беше дури во август 1590 година, 3 години подоцна. Вајт конечно ќе го направи неговиот пат назад кон островот. На негова збунетост, кога Вајт пристигнал, открили дека целата колонија исчезнала без трага. Единствена трага која останала за себе беше зборот Кроатоан, издлобен во столб од некоја ограда. И зборот Кро врежан во дрво. Вајт потоа наводно направил два обида да плови на југ околу 80 км до блискиот остров Кроатоан, сега познат како островот Хатерас, за да ги бара своите роднини колонисти. Значи, главната случка, да речеме, на оваа епизода, тоа е исчезнувањето на 115 колонисти од островот Роanoke. Значи, како што кажавме, овој Џон Вајт се вратил во Англија за да земе повеќе храна, луѓе и алатки кои што им требале на колонистите за да можат да живеат најнормално на овој остров каде што само што пристигнале. И тој после 3 години од Англија се вратил на островот и кога се вратил на островот, ни трага ни глас што се вели нема во неговите 115 колонисти кои што ги остави зад себе и мислам дека сега можеме да продолжиме. Сепак според Вајт и двете патувања били спречени од бури и тој бил принуден секој пат да се враќа назад. Се вратил во Европа и се преселил во Ирска, каде што почина во 1593 година, никогаш не знаејќи што станало со неговото семејство. До ден денес никој со сигурност не знае судбината на изгубената колонија Роanoke. Уште позастрашувачки и покрај исчезнатите 115 луѓе, никогаш не биле пронајдени тела или знаци на масовни гробови. Историчарите теоретизираа за изгубената колонија во следните стотици години што поминаа и многу луѓе на интернет укажува на надприродни причини. Никој не можеше да обезбеди убедливи докази. Веќе кога кажаме тоа, ајде да скокнеме во теориите. Првата теорија е дека доселниците биле убиени од локалните жители од некој индијанско племе. Всушност претходен обид бил направен од англичаните да го колонизираат островот Роanoke по нападите од некои домородни американци на кои не наишле, како и поради недостаток на храна. Гувернерот на првата преселба на овие англичани, Ралф Лейн, не беше познат по својата дипломатија со домородните американци. Лейн всушност ја предложи да се убие кралот на локалното племе Вингина во обид да ги спречи домородците да се кренат против колонистите. Ова го потигна сер Франсис Дрейк да дојде да ги спаси колонистите и да ги врати во Англија. Како што знаете, различна група англиски колонисти ќе се вратат околу една година подоцна, во 1587 година, и ќе исчезнат сите. Иако, како што беше споменато претходно, никогаш не се пронајдени масовни гробници или голем број тела, што би можеле да ја поддржат идејата дека били убиени над 100 луѓе. Значи, да, кај да почнеме со оваа прва теорија, мислам дека тие домородците имале како мотиви да ги убијат овие доселеници од Англија, односно овие нови колонисти на островот Роanoke имале како мотиви овие домородците,
Дури и пред тоа тој водач на племето Роанок не бил многу љубезен со нив, да кажам, не бил многу немал, да речем, добрососедски односи со нив и дури он заговарал да се убие кралицата на домородното племе за со цел за целиот тој остров и све тоа да биде нивно на англичаните што се преселени на островот Роанок. Друго што можеме да кажеме дека и навистина да се случило тоа, домородните луѓе да ги убиле колонистите на Роанок, односно англичаните што се преселени, нели? Не се нашле, никогаш не биле најдени никакви тела на тој остров и нели ако не се најдени тела не може да се каже со сигурност дека тие биле убиени. И ова не се нели до втората теорија. Втората теорија е дека англиските доселеници се прикучени на блиско пријателско племе и се асимилирале, да. Еден можен амбасадор на индијанците бил човек по име Мантео, кој отпатувал во Англија во 1584 година, но направил и второ едногодишно патување после тоа помеѓу двете експедиции во Роанок. Всушност тој отплови назад во Роанок со Џон Вајт и неговите и новите колонисти во 1587 година, поминувајќи месеци заедно на патувањето преку Атлантикот. Понатаму, откако Мантео се прекрсти по неговото враќање во Роанок, Џон Вајт го прогласи Мантео за шеф на Роанок и круатонските племиња кои англичаните ги нарекувале Круатоан. Меѓутоа, Мантео бил од Круатоана, не од племето Роанок, тој не можел да ги контролира, па на крајот се вратил на островот Круатоан со своите луѓе. Во 1888 година 54 куратонци поднесоа петиција на Конгресот за помош, опишувајќи се себе си како остаток од изгубената колонија на Вајт. Во 2015 година археолозите пронајдоа серија предмети од европско потекло на островот Хатерас, каде што представувало племето Круатоан. Ова вклучуваше скршени чини од Англија, држач на железен меч и плоча за пишување, која можеби се уште имала на него испечатена буквата М. Мечот е од типот што се користел во Англија во 16 век, а неговата рачка би му припаѓала на англичанец со висока положба. Таблата за пишување би била користена од образовани европејци од високата класа. Аглите се мали бакарни цевки користени пред 17 век за присуствување на волнените влакна. Затоа овие наводи се чини дека кажуваат на присуство на колонисти од приближно ист временски период и класа како луѓето од Роанок. Сепак повеќето европски наводи на островот Хатерас беа меѓу другите предмети кои датираат од 18 век, околу 100 години по исчезнувањето на колонијата Роанок. Последно, но не најмалку важно, оваа теорија би можела да објасни резбата Круатоан што доселениците оставија зад себе, можеби како поим за нивното место на живење. Ете, значи како што кажавме, оваа теорија посочува дека тие отишле најверојатно, нели, посочува дека тие отишле до некое соседно пријателско племе и таму останале да живеат, нели, а тоа најверојатно бил островот, нели, островот Круатоан и затоа, нели, тие, нели, оваа теорија сугерира дека токму затоа тие на дрвото напишале Круатоан, тоа нели го напишале како информација дека тие одат таму, нели. Тоа би било многу разумно, но останува да видиме. И ова не доведува до нашата трета теорија дека изгубените колонисти не се преселиле на островот Круатоан, туку се преселиле во внатрешноста на земјата. Ако се сеќавате, Џон Вајт, гувернерот на Роанок, исто така беше уметник. Тој исто така беше дел од оригиналната неуспешна експедиција Роанок помеѓу 1585 и 1593 година. Тој создаде детална мапа со акварел со наслов Ла Виргинеа Парс, што го покажува брегот на Северна Каролина и ги вклучува двата острови и Роанок и островот Круатоан, кои се обоени во црвена боја. Се смета дека картографијата на картата е исклучително точна, опишана од музејските експерти како, цитирам, највнимателниот детален дел од картографијата за кој било дел од Северна Америка направена во 16 век. И во споредба со модерните сателитски снимки од истата област, единствени разлики во картата се природно променливите облици на крајбрежјето. Нели, тие рабови што се на крајбрежјето, само тоа било различно, другото се било, нели, детално точно. И од тука, нели, се вели дека тој навистина бил многу витар човек кој што, нели, ја знаел цела, нели, локацијата на Северна Америка, мапата незина знаел да ја нацрта перфектно. На прв поглед ова не изгледаше како ништо повеќе од мапа, но по внимателна проверка, оваа мапа беше откриена дека можеби крие тајни што изгледаат како да се директно од филмот Национално богатство. Во 2012 година непрофитна организација, наречена Првата колонска фондација, побара од Британскиот музеј да приспита две мали поатоци на мапата,
Користењето додатоци за покривање на грешки или штетување беше вообичаена техника во правењето карти во 16 век, бидејќи на мапите им требаше многу време и работа за да се создадат, што започнувањето од почеток не беше стварлива опција. Користењето на рентгенска спектроскопија, инфрацрвена светлина и други техники за снимање, Британскиот музеј можеше да утврди дека помалата лепенка покрива 4 крака звезда, Исцртана со сина боја и пополнета со црвена боја. Така. Според извештајот на Британскиот музеј, цитирам, додека детално толкување на овој символ е надвор од опсегот на оваа студија и најдобро да им се остави на експерти во таа област, се чини дека ова сигурно бара утврдување. Со други зборови, звездата може да ја покаже локацијата на тврдината во внатрешноста на островот Роanoke, на западната страна на Albemarle Sound, каде што колонистите би можеле да се преселат. Дополнително, додавајќи ја мистеријата, кога внимателно се испита, беше откриено дека всушност има светлосни ознаки на оваа можна тврдина и на врвот на лепенката. Извештајот на Британскиот музеј наведува дека ознаките избледени со текот на времето, но исто така предлага, цитирам, едно и друго е можно ако прилично романтично објаснување дека овие редови може да одразуваат употребата на невидливо мастило. Мастило кое ќе се открие само кога се третира на некој начин, обично со примена на топлина, како што е прикажано во филмот Национално богатство. Овие невидливи ознаки може да се постигнат со користење млеко или сок од лимон. Ако оваа тврдина наистина била наменета да биде скриена, тогаш зашто сета тајност? Некои шпекулира дека Вајд можел да сокрие локацијата на колонијата од англискиот дворец кој можеби содржа шпиони. Што и да кажуваат ознаките, тие веруваат дека овие докази ја поддржуваат идејата дека доселниците можеле да напуштат островот Роanoke за оваа внатрешна локација. Дури ако на крајот се потврди дека колонистите се преселили во внатрешноста на островот Кроатоан, остануваат многу можни неодговорени прашања, како например зашто тие го напуштиле островот Роanoke и што се случи со нив потоа. Бидејќи по 25 август 1587 година не е документирано дефинитивно постоење на ниту еден од 115 изгубени колонисти, овие прашања наведоа некои луѓе да укажат на надприродни причини. И сега мислам дека можеме да влеземе во овие две теории кои што кажуваат на надприродни причини што би предизвикале овие колонисти да исчезнат од островот Роanoke. Ова не доведува до нашата четврта теорија дека исчезнувањето на колонистите било пример за масовно киднапирање од воземјани. Некои верува дека воземјаните би објасниле зашто телата на колонистите никош не биле откриени. Иако Кроатоан беше всушност поим за тоа каде одат, тога зашто колонистите не понудија некои други суштински индиции како што е белешка или карта. Можеби затоа што го напуштиле островот на брзина, а не по своја волја. И додека истражувам длабочините на оваа теорија, дозволете ми да ја завршам оваа теорија со една последна точка. Што ако скриениот символ на мапата не е всушност тврдина, туку символ што значува место за слетување? Очигледно, ако ова беше вистина, тоа апсолутно ќе биде нешто што ќе биде скриено. Шокантно во земјаните не е најчудната теорија, имаме уште една почудна теорија, можам да кажам. Со тоа имаме нашата пета теорија дека изгубената колонија Роanoke исчезна поради чума од зомби. Истражувач по име Андре Фриман од Здруженијето за истражување на зомби верува дека зомбите би го објасниле брзото исчезнување. Цитирам: "Ненадејна зомбиска чума што ќе зафати неподготвената колонија брзо ќе стане ужасна, насилна, не оставајќи ниту еден маж, жена или дете живи." На крајот на кршата Роanoke беше остров, така што би можело да се замисли да се содржи инфекцијата до границите на брегот. Археологот од Харвард Лоренс Стејџер тврди дека тој всушност открил докази кои би укажувале на масовен канибализам на Роanoke. Роanoke ја доживуваше најекстремната суша во областа во последните 800 години, па некои би рекле дека овие докази укажуваат на фактот дека колонистите се свртеле кон обичен стар канибализам. Така, значи оваа теорија е, да речем, сулуда и вели дека или тие исчезнале поради некоја чума, зомбиска чума со зомбиња, нели, или тие се свртеле на канибализам затоа што нели на островот било суша, тие немале нели било суша, немале што да јадат и си изеле. Да, можам така да кажам дека тие си изеле меѓусебно затоа што немале што да јадат и тоа нели би било точно според овој нели археолог од Харвард кој што навистина тој нели открил докази што би укажувале на масивен канибализам.
На крајот мистеријата на Роанок продолжува да збунува. Дали тие едноставно се преселиле, можеби приклучувајќи се на некое соседно племе? Дали беа убиени поради тензии со мештаните? Или дали одговорот лежи надвор на нашето разбирање? Вистинската судбина на легендарната изгубена колонија Роанок останува мистерија.